одлично поентирано прашање, затоа што со оглед на тоа дека пациентките навистина кои што дошле до овој момент се соочуваат со голем број на предизвици и често сакаат брзо да го решат проблемот со дебелината, секогаш за жал им настојувам дека не е решението во брзото губење на килограмите. Прво заради тоа што може да имаме за краток временски период, ако изгубиме многу килограми, да имаме па и контраефект, значи ние не треба да се стремиме кон драматично губење на килограмите. Со овие алатки побрзо да дојде информација за да помогне на пациентот, но никако не сме пациентот да се лекува сам себе си, како што нагласи неколку пати доктор Марија, да сам одлучува кога да прави диета, каква диета да прави, сметајќи дека доволно информиран со сите информации на интернет, со сега веќе вештачката интелигенција, дека е доволно способен и спремен сам сето тоа да го направи на себе, на крај нема да страда лекарот, нема да страда вештачката интелигенција, туку ќе страда пациентот. Видно, честите тематски преокупации во нашето секојдневие е поврзано со нашиот физички изглед и вишок од килограми, така наречена обезност. После исцрпувачки диети, третмани, физички активности, ако не можеме да го исконтролираме нашето тело во обем, тогаш обично завршуваме со една лаконска реченица, па не е битно колку килограми имаш, важно е да знаеш да си ги носиш. Меѓутоа не е така кога е темата поврзана со инвитро. Значи, за обезноста и незиното влијање врз процесот на инвитро зборуваме со доктор Марија Илиевска и доктор Татјана Гуржанова, па добро си дојдовте во вашиот подкаст. Благодарам. Добро те најдовме, односно добро ни дојде на гост. Така е. Ви благодарам, почнуваме со докторот ендокринолог. Не збориме за зголемена телесна тежина, туку зборуваме за обезност. Што би рекла народски дебелина. Да, значи не за попунички особи, туку за обезни. Дебели многу ми е грубо, туку за обезни особи. Значи затоа што попуничките особи може да бидат и здрави и да им прија, некогаш не мораме сите да влеземе во истиот калуп со истата тежина. Така, збориме за вишок на збориме за екстремен вишок на килограми и инвитро процес. И тука ќе оставиме на нашиот специјалист да се дефинира. Стварно експерт во сантиметри обем, колку кила се. Стварно експерт за тоа и стварно јас ќе гледам малце да зборувам, а ќе оставиме на доктор Марија да зборува многу. Само ќе ја потпрашувам. Ви благодарам повторно за убавите зборови. Сега се надевам дека ќе ги исполнам очекувањата. А најнапред да дефинираме, нели, што значи тоа обезност? Тоа се дефинира како состојба, веќе и класифицирано како заболување за BMI, тој Body Mass Index, кој што се рачуна со евалуација на нивото на телесна тежина и висината со вредност над 30. Значи, сите пациентки кои што имаат вредност на BMI над 30 се обезни и имаме јасни индиции дека таа состојба има негативен ефект врз плодноста и врз негативниот исход од инвитро оплодувањето. Значи, низа студии покажале дека има негативен ефект, би издвоила студија која што ги компарира жени кои што се обезни имаат нормална телесна тежина, за 15% жените кои што се соочуваат со дебелина ќе имаат помали шанси од живородени плодови при инвитро, а одредени студии покажуваат дека дури и бројката од 50% е застапена на зголемена стапка од рани спонтани абортуси кај овие пациенти. Значи, несомнено е дека имаме негативно влијание на дебелината врз целокупниот процес. Дури и се добива информација дека ако само за една единица на зголемување на Body Mass индексот, значи ако имаме пациентка која што има Body Mass индекс од 31 и во текот на времето ја накачила својата тежина и се добива бројка 32 BMI, се ја намалува шансата за успешна имплантација за 2 до 4%. И сега можеби овие бројки и не звучат така страшно, меѓутоа во клиничко искуство не треба да се занемаруваат. Секое покачување на телесната тежина и скокање на таа бројка, всушност дополнително се зголемува шансата за неуспешна имплантација. И сега, кога говориме за дебелина, не треба да ни бидат само во фокусот бројките на вагата, значи тоа е една состојба заболување кое што се поврзува со хронично воспаление,
тесно се поврзува со инсулинската резистенција. Да, тесно поврзано е со која што нели дискутиравме во една од нашите епизоди и директно знаеме дека делува и на квалитетот на яйцеклетката и на квалитетот на сперматозоидите, делува на квалитетот на ембрионот и ја нарушува рецептивноста на матката, што значи дека во овие сите сегменти самата дебелина негативно делува и јасно е дека покачениот BMI има негативен ефект врз инвитро само оплодувањето. една позитивна студија имаше за за дебелина инвитро, дека немаме зголемен број на кога се прави PGTA, тоа е значи предимплантацијско генетско испитување за анеуплоиди и ембриони, значи кај дебелината сама по себе, значи кај дебели со доста зголемен body mass index на 32, дека не корелира со зголемен процент на анеуплоидни ембриони. Значи, тука нема влијание. Тоа е единственото нешто позитивно, но има многу негативно влијание на самата имплантација на ембрионот, како што каже, значи на процесот на залепување на ембрионот за ендометриумот и после тоа инвазија натре во матката и со тоа и понатака да продолжи да се развива, затоа што прави една средина на хронична инфламација дебелината на целото тело, вклучително и на репродуктивниот тракт. А исто така при сам инвитро процес, например, имаме ние проблем и во многу земји заради тоа и се на тие пациентки едноставно не им се дозволува, значи се дозволува до body mass index, мислам дека 30 или 31. На 31 едноставно не им дозволуваат да прават инвитро. Дискриминација. Да, баш така дискриминација, ма тоа е биологијата е сурова ние. Значи можеме да бидеме и такако цивилизирани, свесни и да ги прифаќаме луѓето, но биологијата не прифаќа ако сме поинакви од незините стандарди. И кај овие пациенти се троши многу голема количина на медикаменти за да дојде до стимулација на јајникот. Заради тоа што медикаментите, односно ампулите што се даваат на ФСХ и ЛХ хормоните што се даваат за стимулација на јајниците, место да одат во јајниците, одат во мастното ткиво. И ние даваме и тие не доаѓаат до јајникот и имаме помал раст на фоликули. Значи тоа е една од причините. Самата дебелина и бременост што би се десила е многу ризична за самата бременост, и по плодот и по мајката, и за понатака и за породувањето исто така, и заради тоа не дозволуваат. Треба прво да ја средат телесната тежина, па потоа да отидат на инвитро. А исто така кај дебелите жени негативниот ефект меѓу другото што кај другите состојби го нема е прогестеронска резистентност. Едноставно колку и да даваме прогестерон, ги пренатрупуваме со прогестерон, не делува на ендометриумот, нема доволно рецептори, не делува и заради тоа доаѓа и до загуба на бременостите во првиот триместар. И зошто не делува? Исто поради мастото ткиво заради не се пробира. Заради тоа што сите репродуктивните хормони се липосолубилни, односно тие се сите од холестеролот настануваат. И сите тие имаат афинитет, значи липотропен афинитет кон мастното ткиво. И тие се складираат во мастното ткиво. Ние кај инвитро ни се случува да даваме како во буре без дно. Како да ги топи, како да ги шмукува. Како да ги шмукува. И заради тоа имаме не знаеме каков ќе ни биде исходот од инвитрото. А не корелира со зголемен процент на анеуплоидни плодови. За разлика од болести кај тироидните, на тироидната жлезда, кај инсулинската резистенција, каде што имавме директна релација помеѓу пореметување и зголемен процент на едно добро нешто. Дека мастното ткиво негативно делува во целокупниот процес. И ендокрин орган е, да, секако дека на тоа сака да се надоврзам, сега веќе се става фокусот на адипокините и адипонектинот. Тема која што не многу говорена, меѓутоа и тоа како со испитувањата сваќаме дека апсолутно во многу сегменти од нашето здравје има ефект. Адипокините се всушност хормонски цитокини кои што се секретираат од адипоцитите, тоа се клетки на мастното ткиво, додека адипонектинот е хормон кој што има антиинфламаторно дејство и антивоспалително, точно. И кај обезните пациенти има многу ниско ниво на
адипонектин, значи тој антиинфламаторен ефект кој што би требало да го добиеме од адипонектинот тука изостанува. А од друга страна па адипокините се со назначено дејство и присуство кое што може да направи штетен ефект. Липотоксичност исто така ретко се говори за неа, меѓутоа и тоа како има негативен ефект и врз квалитетот на јајцеклетките, бидејќи самото депонирање на овие масни киселини прави липотоксичност и апоптоза, односно предизвикува во одредени случаи смрт на самата клетка. Докажано е дека во фоликуларната течност покрај присуството на високо количество на инсулин кое што го имаме при дебелина и инсулинска резистенција, имаме и висока концентрација на овие масни киселини, значи се депонираат во фоликуларната течност, исто така и на цитокини и прави на инфламаторна средина, автоматски имаме проблем во созревањето и во добивање на квалитетна јајна клетка. Прави апоптоза на јајните клетки, тоа е точно, тоа е точен факт. Самата рецептивност на матката, како што напоменавте, исто така поради овие фактори се компрометира, а јасно е дека дебелината само по себе прави комплетен хормонски дисбаланс на повеќе нивоа, на ниво на инсулин, на андрогени, и тоа е еден зачаран круг од кој што тешко се излегува. Знаеме дека сите овие сегменти делуваат негативно врз било кој сегмент од тие чекори што треба да се исполнат при инвитро процесот. Нели, идеално треба да добиеме идеална јајцеклетка, здрав сперматозоид, квалитетен ембрион и да се овозможи имплантација, значи да е рецептивна матката за да го постигнеме тоа што го посакува пациентката, односно успешна бременост. Така што дебелината дека има негативно влијание врз понатаму доколку настапи успешно, нели, имплантација за бременување, понатаму во текот на бременоста дека ризикот е зголемен, тоа е несомнено, значи имаме ризик од превремено породување, од појава на преекламсија, гестацијски дијабетес, породување со царски рез, значи сите тие се ризици кои што свесно се превземаат доколку не се третира дебелината пред самиот процес. А спомнавте body mass над 32, што значи во превод тоа? Например, жена од метро 75 не смее да има повеќе од 90 или од повеќе од 100 кг? Значи тоа се пресметува со едноставна формула, која што кога ќе дојде пациентката, нели ја мериме во поглед на тоа колку килограми има, висина, и со едноставна формула се пресметува во зависност од тоа која е вредноста, висината и тежината. Со тоа што доколку здрава телесна тежина е до 25, од 25 до 29 е прекумерна телесна тежина, значи тоа не е обезност, меѓутоа имаме прекумерна телесна тежина. Треба и тука да бидеме внимателни, меѓутоа се што е body mass индекс над 30 веќе имаме дебелина. Се што е над 35 имаме пациентки над 40, тоа се веќе морбидно обезни пациентки, и секако дека со зголемување, како што напоменав, на само една единица од BMI, тоа во килограми не значи дека ќе се покачите за 1 килограм, значи во зависност од висината. Имаме различни, нели, вредности, меѓутоа со покачување на неколку килограми скока единицата, нели, од 31 да речеме до 32 и се зголемуваат, односно намалуваат шансите, како што напоменав, во секој од овие сегменти да имаме успешно инвитро. Дека третманот на дебелината ќе има позитивен резултат, јасно е, земајќи ги во предвид сите овие аргументи колку негативно делува, ако ние истретираме дебелината, нели автоматски имаме подобрување и на осетливоста на инсулин од страна на клетките, и на подобрување на квалитетот на јајната клетка, подобрување на имплантацијата, така што некогаш клиничкото искуство, кое што го делиме со доктор Гуржанова, но и самата патофизиологија на дебелината ни дава, не охрабрува да ја мотивираме пациентката да ги намали килограмите пред да пристапи кон инвитро процесот, но секако треба да има индивидуализиран пристап. Не би сакала ова епизода да ги мотивира пациентките доколку се советувани за дека треба да пристапат кон инвитро оплодување, дека само иницијативно тие треба да се ги намалат килограмите, па после да дојдат. Значи ова треба да биде апсолутно под консултативна и да биде третирана и водена пациентката од страна на специјалист, бидејќи треба да се земе во предвид и возраста на пациентката и оваријалната резерва, значи индивидуализирана е проценката во кој правец ние ќе се одлучиме
да третираме нели и од ендокринолошки и од гинеколошки аспект, бидејќи заклучивме и во пракса дека така успехот е загарантиран. И не е едноставно токав капитал одеднаш да стигнеш од себе. Да Постои си некое волшебно апче, нешто во последно време се почесто го спомнуваат метформинот. Има ли таква нешта? Одлично поентирано прашање, затоа што со оглед на тоа дека пациентките навистина кои што дошле до овој момент се соочуваат со голем број на предизвици и често сакаат брзо да го решат проблемот со дебелината, секогаш за жал им настојувам дека не е решението во брзото губење на килограмите. Прво заради тоа што може да имаме за краток временски период, ако изгубиме многу килограми, да имаме па и контраефект, значи ние не треба да се стремиме кон драматично губење на килограмите. 5 до 10% најмногу. Ако во континуитет. Не, 5 до 10% до пред инвитрото да се изгуби. Тој се смета дека, дали го спомна докторката или не тој факт, дека доволно е само 5% редукција на телесна тежина, некаде и 10%. За да се стартува процесот, за да се стартува, да се почне процесот. Секако дека да, апсолутно не треба да се обесхрабруваат пациентите и да мислат дека треба да изгубат 20 или 30 килограми за да успехот им биде загарантиран. Многу е важно која стартна позиција имаме. Меѓутоа, може кај некои пациенти 5 до 7, 50 килограми да бидат пресудни, дури сме имале ситуации каде што се воспоставиле овулаторни циклуси и не ни има простор и потреба за да имаме интервенција, односно е постигната спонтана бременност. Секако дека не сите приказни се такви, меѓутоа ги охрабрувам пациентките да побараат совет и да бидеме реални во поглед на очекувањата, значи таа тежина доколку е посебно морбидна обезност не се постигнала за месец-два, значи подолго време било неопходно за да може точно. Така што треба да бидеме реални во очекувањата, се прави проценка колку е во период од месец-два или се поставува временска рамка, очекуваме да се изгуби масно ткиво, односно килограми. Сега во поглед на третманот, спомнавте, значи откога ќе се направи комплетна евалуација на пациентката и се констатира инсулинска резистенција, а кај 80 до 90% од пациентите очекуваме кои што се обесни да најдеме инсулинска резистенција, секако доаѓа во предбит третманот со метформинот и студиите покажале дека има позитивен ефект. Во поглед на другите фармаколошки терапии, генерално, значи да прави индивидуализирана проценка, не се советува да се третираат, сега се познати GLP-1, значи ние нема да третираме доколку во блиска иднина размислуваме за ЕНФИ. Меѓутоа ако имаме баш голема временска рамка каде што може да истретираме дебелината, и да оставиме на организмот попрекинот, односно откако ќе постигнеме целта на губење на телесната тежина и оставиме организмот да се условно речено исчисти од фармаколошкиот лек, па после да пристапиме кон третман, апсолутно сме имале такви пациентки кои што со задоволство можам да кажам дека постигнале успех. Треба пауза, детокс? Во принцип 3 месеци се советува, значи да имаме прекин од конкретно саксендата, GLP-1 агонистот до најмалку, значи 3 месеци, најдобро е 3 месеци да се остави пауза организмот, меѓутоа треба да поставиме реални цели, сепак тоа е време, не го заменува тој лек хигиено-диететскиот режим, бидејќи ние не сакаме по прекинот на терапијата да имаме ребаунд феномен, односно враќање на килограмите, така што тука навистина тие пациенти не треба лесно да се сватат дека треба само да се даде исхрана готово, треба да се работи со нив за да се постават јасни цели и да се постигне посакуваниот ефект. Дали метформинот е феномен во последно време го пијат како цедевита? Што ќе им кажете на нашите следачи? Еве докторката ќе го каже, метформинот баш зборевме за дека е антиејджинг. Готово се, има да го снема од аптеките. Тоа е еден од лековите кои што навистина не би рекла дека е идеален, меѓутоа навистина ми е фаворит. Во поглед на тоа колку бенефити може да има за организмот, секако дека треба да се дава со индикација. Меѓутоа навистина како инсулински сензитајзер овозможува квалитетно користење на инсулинот,
има простор да се даде при предиабетес, значи при инсулинска резистенција кога нели имаме во некои од претходните емисии го дискутиравме тоа кога имаме инсулинска резистенција пациентите да се третираат и се спремаат за инвитро, значи да се помогне при третманот покрај исхраната, така што навистина метформинот кај третманот за диабет веќе несомнено дека си го има своето место, така што тоа е еден лек кој што навистина долго време е на пазарот и во поглед на другите сегменти и каков е ефектот во другите сегменти, допрво мислам дека ќе гледаме. А што со тоа е многу луѓе кои што јас си ги познавам над 40 година го користат метформинот во многу ниски дози иако немаат инсулинска резистенција, барем не нели нагласена и немаат више килограми. Што би рекла за тоа? Тоа е оф-лейбл, да. Нема мислам јасни оф-лейбл, значи дека нема јасни децидни препораки дека тоа треба да се практикува. Така што кои се негативните ефекти на пример од овогодишно користење? Негативните ефекти сепак тоа си е лек. Значи лекот ако не се дава ако се дава без потреба и ако нема јасна медицинска причина, сепак тоа е оф-лейбл, значи земање на своја рака. Кога пациент е третиран подолго време со метформин, кај пациенти кои што се диабетичари и подолго време го користат метформинот, може да се јави мегалобластна анемија и генерално каков вид на анемија тоа? Тоа е мегалобластна анемија каде што имаме зголемување на масата на еритроцити, значи не е како феродефицитна анемија. Значи тоа е дефицит на железо, туку имаме индиректно предизвикување најчесто мегалобластната анемија се јавува при дефицит на B12, меѓутоа тука имаме мегалобластна анемија која што се јавува како резултат на долготрајна терапија на метформин. Значи не е цедевита, нема да претерувате. Ништо не без лекарска контрола. Јас си би напоменала во нашата држава не само лековите, туку и многу се злоупотребува суплементи во наредната некој од наредните епизоди би го дискутирале тоа и би апелирала до пациентите тоа да биде внимателно, али да не го трошиме времето за тоа. Би сакала ќе продискутираме заради тоа што многу интересно, мене ми доаѓаат пациенти што веќе напишана листа што све треба да пијат, а листата е ординирана од страна на ChatGPT. Се лекуваат со вештачката интелигенција, која што нели вештачка интелигенција е многу корисна алатка, но ако се зема здраво за готово, може многу лошо да влие врз здравието на пациентите. Навистина ми се случува тоа. Да ми дојдат со листа на витамини, со листа на инекции, доза на инекции колку треба да дадам. Време кога треба да се ординираат, значи покрај тоа што лекарот советува, нели редослед кога треба да се земе, јас сум имала во својата пракса конкретно пациентка која што еутироксот го примала по сугестија на ChatGPT навечер пред спиење, иако апсолутно советот за нели земање на левотироксин, на тој синтетски тиреоиден хормон треба да биде наутро, нагладно за најдобра апсорбција, за да едноставно го има максималниот бенефит организмот од примање на таа терапија. Така што апсолутно помага ChatGPT, но се уште не е на ниво да не замени. Да, не само ChatGPT, има полно нели такви алатки вештачка интелигенција што се користи во медицината, но не пациентите да се лекуваат сами, туку тие помагаат на лекарот да дојде до побрзо до студии, побрзо до информации и побрзо до лекарот со своето клиничко искуство, значи знаење и со овие алатки да нели побрзо да дојде информација за да помогне на пациентот. Но никако не сме пациентот нели да се лекува сам себе си, како што нагласи неколку пати доктор Марија, да сам одлучува кога да прави диета, каква диета да прави, сметајќи дека еве доволно информиран со сите информации на интернет, со сега веќе вештачката интелигенција дека е доволно способен и спремен сам сето тоа да го направи на себе, на крај нема да страда лекарот, нема да страда вештачката интелигенција, туку ќе страда пациентот. И па да не бидеме пациенти, ако ChatGPT ви помогне да пишете драма, есеи, писмена задача, на што почна во последно време учениците на нас, учителките да ни сервираат, никому ништо, ќе препознаеме некој збор дека не е соодветен. Ама ако вештачката интелигенција го сгреши курсот кога ќе ви даде лековите или суплементите кои треба да ги пиете, тоа ше веќе сериозна работа. Така што покрај вакви златни докторки, професионалци, не се подпирате по сека цена на вештачката интелигенција, затоа што имаме природна добри количини. Останете во добро здравје. Благодариме на комплиментите. Останете во добро здравје.